Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое. По 10 години работа во Германија на Камче Стојанов во сон му се случи нешто неверојатно. Тој доби Божја наредба од светците Свети Кирил и Методи, гради црква ако ти имел животот. Веднаш Камче знаеше што треба да направи и се врати во родната Македонија за да остави траг и да ја започне својата Божја цел. Со своите две раце ја направи црквата Свети Кирил и Методи во Судик, а по наредниот сон започна неговата мисија да се грижи за неколку манастири и за да биде човек на Бог. Како заврши во Германија и како ти беше таму пред да се вратиш овде? Во Германија беше многу убаво. Снеде се со работа, идеме преку заводу. И оттаму работев 10 години и така многу убаво ме беше. Како го прими повикот и како започна оваа Божја приказна? Дојдеа кај мене Кирил и Методи. И на сон не дојдеа, вика да ни изградеш манастир во својата татковина, во своја роден крај, да се вратиш да ни изградеш манастир Свети Кирил Методи. А јас со сопругата ние прифанаме и дојдеме по воля на Господ Исус Христе и наредба и дојдеме туа, изградиме го. Откако ја изгради црквата, што беше наредниот сон и која беше пораката која ја прими? Сега ќе ве благословиме да лекувате и на мене и на сопругата. Да лекувате, на мене ми дадеа со биоенергија да работам, да лекувам со раците, тоа Божја сила. Сопругата, она лекуваше со деца кои немат, а јас за мажење, за женење, за алкохол и за жолтица. Свети Кирил и Методи и уште 4 други цркви и манастири, како успеваш да се грижиш за сите овие свети места одеднаш? По воля на Господ Исус Христе, ја прифана сите работи по негова воля и наредба, прифанаме со сопругата да работиме сите работи. Они ни барат да лекуваме, вика, вие сте само благословени и ќе не работете на нас, ќе бидете слуги да работете со 5 манастира. Секоја година организирате собири слава во чест на Свети Кирил и Методи и во чест на она што го сонуваше. Дали има многу посетители? Посетители има, доваѓат и ние градаме се што кујна, манастирите ги изградиме тие, ама не се довршени, мислам, онака целосно. Веќе 45 години ова е твојата мисија. Како се чувствуваш секојдневно и дали вршејќи ги Божјите дела и наредби се чувствуваш поблиску до Господ? 45 години лекуваме, се чувствуваат сите и ние подобро за луѓето кои што има потреба и лекуваме така. Според тебе, што и која е вистинската порака на твоите сонови? Вистинската порака е на моите сонови. Јас комуницирам директно со они викат од Божјето писмо, не тие да не читаш, вика, ние ќе ти исправуваме се, ќе ти кажуваме по наша воля и наредба ќе работиш. Освен Камче, за црквата се грижат и неговите најблиски? Моите најблиски помагат, ќерките, 2 ќерки имам и зетовци, они помагат. Што би им кажал на верниците за да продолжат да веруваат, а на оние што се сомневаат за да веруваат подлабоко? Јас на верниците ги кажам да почитуваат. Ако почитуваат Бога, се уред ќе биде. Фамилијата, децата, ако почитуваат родителите, ќе биде убаво. Ако не ги почитуваат, тргнале по другиот пат. Јавоскија. Камче започна животот со ништата во Германија, за да од сон започне живот насочен од Бога. Низ призма на сништата ја прими божествената порака, чии гласници кои допреа во него беа Свети Кирил и Методи. Пораката да изгради свето место и да биде чувар на светлината му се појави во најтемните мигови на затворените очи, но му го отвори патот кон подлабока верба и апсолутна вистина. Секој ден Камче својата верба ја шири на други, пораката која ја доби ја живее секојдневно, ширејќи го нејзиниот глас се пошироко, а со светлината на мирот која ја зрачи, вербата кон божественото ја носи поблиску до сите нас. Камче ја прими пораката и ја споделува целосно, длабоко, слепо, гордо и апсолутно божествено.